Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Во Прилепската болница реализиран уште еден подвиг во современата ортопедија. 235 корисници незаконски добивале и пензија и социјална помош, утврди Државниот завод за ревизија. Вечерва две представи на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Утре е доделувањето на наградите и свеченото затворење. Фудбалската бубамара е ставена во погон. Вечерва започнува светското фудбалско првенство. Времето денеска сончево и топло. Попладне дожд, грмежи и можен град. Урбан маркетинг. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, Агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Во Прилепската болница тимот на ортопедското одделение направи голем оперативен исчекор во третманот на оштетувањата на зглобната рскавица. Станува збор за современа биолошка метода за третман на оштетување на зглобната рскавица, при која се користат сопствени клетки и биолошки материјали од пациентот, со цел поттикнување на регенерација на рскавицата и подобрување на функцијата на зглобот. Оперативниот зафат Аутокард, процедура на колен зглоб, беше изведена вчера за прв пат во општата болница со проширена дејност Борка Талески од оперативниот тим кој го сочинуваа оператор доктор Кире Јоновски, асистент доктор Миле Милошевски и медицинска сестра Жаклина Мидоцка. И со овој зафат Прилепската болница потврди дека континуирано работи на воведување современи методи и подобра здравствена грижа за пациентите од Прилеп и поширокиот регион. Државниот завод за ревизија во извештај објавен денеска соопштија дека утврдиле бројни слабости и неправилности во системот за остварување, исплата и контрола на правата од социјална заштита во земјава. Ревизијата, која го фатила периодот од 2022 до јуни 2025 година, покажала дека постапките не се целосно усогласени со законската регулатива и дека постојат пропусти во контролите, документацијата и размената на податоци меѓу институциите. Поради слабости во системските контроли и размената и преземањето на податоци по службена должност за 2024 година, ревизорите утврдиле 235 корисници кои истовремено стекнале, односно користеле и права од социјална заштита и пензија, за што неосновано биле исплатени околу 236.000 евра, од кои 10.763.000 денари на 190 корисници по основ на гарантирана минимална помош, 426.000 денари по основ на траен надоместок на 5 корисници и 3.347.000 денари по основ на правото на социјална сигурност на старите лица кај 40 корисници, се вели во извештајот на Државниот завод за ревизија. Две представи се вечерва на програмата на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Едмунд на Народниот театар од Битола во режија на Оливер Мицевски од 19 часот, пошто веднаш ќе следува разговор на тркалезна маса. Сценограф е Валентин Светозарев, костимограф Благој Мицевски, а музиката на Маријан Нечак.
Од 21 часот на сцената 105 во Центарот за култура Марко Цепенков ќе настапи театар Златен елец од Скопје со представата Сина Сенка. Делото продира длабоко во реалноста на денешното општествено живење, времето во кое обстојуваме. На работ зад сцената, менталното преживување во театарот е насловот на панел дискусијата што се одржува денеска од 17 часот. Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински завршува утре 12 јуни. На последниот ден предвидена е пресконференција од 12 часот, а од 19 часот во Центарот за култура Марко Цепенков ќе се одржи свеченото затворање на фестивалот и доделување на наградите, пошто ќе следи театарската представа Црно злато од Београдско драмско позориште. Денеска започнува најголемиот и најмасовниот спортски настан на планетата, светското првенство во фудбал 2026. За прв пат во историјата мундијалот ќе се одржи во 3 земји домаќини: Соединетите Американски држави, Канада и Мексико. Ова првенство носи рекорден формат со дури 48 репрезентации, кои во следните 30 на дена ќе одиграат вкупно 104 надпревари. Возбудата започнува вечерва точно во 21 часот по македонско време со спектакуларното отворање на култниот стадион Ацтека во Мексико Сити, каде домашната селекција на Мексико се соочува со Јужна Африка. Иако Македонија нема свој представник, фудбалската треска веќе се чувствува и низ Пелагонија. Кафулињата и плоштадите во Прилеп, Битола, Крушево се подготвуваат за долги летни ноќи, исполнети со навивање, дружење и врвен фудбал. Останете со програмата на Радио Пела, во следните информативни блокови ќе ве известуваме за најсвежите резултати и случувања од прекуокеанскиот мундијал. Временска прогноза. Од Управата за хидрометеоролошки работи за денеска попладне и во текот на ноќта најавија дека ќе има повремени врнежи од дожд. Локално ќе биде нестабилно со пореен дожд, грмежи и засилен ветер, а наместа процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд над 15 литри на метар квадратен и невреме со појава на град. За утре најавата е дека ќе биде променливо облачно и посвежо, со повремени врнежи од дожд, локално проследени со грмежи. Наместа ќе биде нестабилно со пореен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за ретка појава на град. Ќе дува засилен долж по Вардариетон, повремено силен ветер од северен правец. Во деновите од викендот се очекува стабилизирање на времето со посвежо време, особено наутро, а од понеделник температурите повторно ќе бидат во пораст. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Јуни 2026.